Следниве неколку минути ве носиме на пат во Македонија, поточно ве носиме во Овчеполе. Ова што во раката го држаме нешто кое што е навистина прекрасно, дело на природата, за кое што ќе стане збор во следниве неколку минути, познатиот овчеполски геоглиф, но што представува истиот, за него се разбира ќе ни каже Никола Ристевски, магистар. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската радио телевизија. Здраво живо, добро утро, добро ве најдов. Ти благодарам за поканата. Мило ми е што на волку убав ден сум во Македонската телевизија кога си имате јубилеј. И што со конкретно со тебе и кате твојата колешка пред 7 години го снимавме точно ова место што го покажи, од тогаш нааму работата некако тргна и еве дел од резултатот. Одлично, супер. Овде сме да ги промовираме на твоите две нови книги, Имагинариум која што е во суштина прва книга, така, а од неа произлази нешто ново за кое што ќе зборуваме, тоа е зборникот за Овчеполе, интересни наслови, морам да признаам, кои што будат голем интерес во јавноста. Никола, ќе можеш ли да ни кажеш првенствено за Имагинариум, а потоа ќе промовираме зборникот за Овчеполе? Имагинариум е моја прва книга во печатена верзија, која се објави во декември пред празникот Свети Никола во 2016 година. Во книгата, поделена на 4 поглавја, се собрани мои текстови пишувани во повеќе од пола деценија пред да објавам книгата. Книгата е рецензирана од нашиот почитуван уметник Александар Станковски од Македонија, од мојот пријател и соработник Домагој Николич од Хрватска, од Велимир Абрамович од Србија и од Стојчо Керев од Бугарија. По издавањето на Имагинариум следната година, минатата година пред празникот Свети Никола, ги објавив книгите Зборник за Овчеполе, книга прва и книга втора. А оваа година едицијата Зборници за Овчеполе ја заокружив со Зборник за Овчеполе, книга трета, со што во 300 книги на над 600 страници имам содржано текстови кои што јас сум ги пишал, текстови кои што други луѓе ги пишувале, за кои што имам дозвола да ги објавам нови текстови, но и многу страници со фототипи од стари весници и стари книги на неколку, на повеќе јазици. Со овие зборници сакам да оставам спомен за следните генерации, за научните текстови за овчеполието кои што биле објавувани во претходните 2 века, буквално. По започувањето на соработката со и членството на меѓународната организација Super Brain Research Group, SBRG, која што е меѓународна научна организација која што се занимава со археоакустика, односно истражување на светите места и нивното влијање врз човечкиот мозок. Мојот колега и пријател, соработник Домагој Николич ме запозна со Стефче Доневски од Кратово, со кој што почевме да соработуваме и во почетокот на годинава го објавивме и зборникот за Кратово, книга прва. Веќе и таму ќе следуваат нови изданија. А оваа година за пошироката публика ги објавив овие две мали книжиња, Свети Николе, главната населба во Овчеполската котлина и за овчеполските работи. Со овие 7 книги до сега сум буквално, колку и нескромно звучи, единствен автор од Македонија кој за својот регион во толку краток временски период објавил таква обемна и квалитетна литература. Работим и на туристичка промоција на Овчеполе, така да ова е еден увод во сите заинтересирани посетители и туристи да се запознаат зимата преку литературата, за на пролет да го видат од близо Овчеполе. Одлично. Јас ќе се вратам на она за кое што и почнав да зборувам уште во самиот вовед. Станува збор за чудо на природата, јас би го рекол, спомена и ти самиот, се запознавме пред 7 години кога со Талкачи го снимавме, навистина нешто кое што одзема здив и кое што нема збор како што би можело да се опише. Се сеќавам дека во тоа време ваши колеги ве опишаа како еден млад истражувач кој што многу будно ги следи случувањата на геоглифот и многу има разбирање околу тоа. Можете да ни кажеш првенствено како може да се дефинира геоглифот во Овчеполе? Официјалните институции, македонската археологија, за ова место вели дека е археолошки локалитет на кој што има воени ровови од Балканските или од Првата светска војна и тоа е тоа. Но со Super Brain Research Group, откако и направивме првите неинвазивни, односно недеструктивни археоакустични истражувања во историјата на Република Македонија во 2 наврати во март и јули 2014 година, за кои што објавивме 3 научни трудови во меѓународната научна литература, во кои детално се опишани методологијата на работа, користените инструменти, нашиот стандард за археоакустика и целото археоакустично и археоастрономско истражување. Потврдивме дека во длабочината на ова
вештачка градба со помешана со природна вештачка градба помешана со природна убавина, или пак како што некои сакаат да ја нарекуваат природна градба помешана со вештачка интервенција. Потврдивме дека длабоко под отровата на оваа тумба постојат интелигентни комори кои што резонираат совршено, кои што беа потврдени исто така, освен нашите археоакустични инструменти и со инструментариумот според технологијата на Никола Тесла на еден од нашите соработници Горан Марјановиќ од Белград, Србија. Значи ова место покажува на југ точно кон Алшар, на север кон Котино, во близина археолошкиот локалитет Бела Зора, кај нас имаме 300 официјално, скоро 300 и многу пати повеќе неофицијално непотврдени археолошки локалитети. Целото Овче поле е еден вид на археолошки резерват за во иднина, но исто така и природен резерват, затоа што потенцијал има за природен резерват, затоа што овде се наоѓа свената степа на Балканот и во овој дел на Европа, која што зафаќа дел од Овчеполијата. Так, поради кои причини се занимавате со оваа работа, истражувачка, бара многу време, многу труд, а понекогаш можеби не се исплати финансиски гледано, меѓутоа она што ве прави навистина среќа нешто да направите за Овчеполе и за тој регион? Причината беше прашањето. Причината е древниот мит и бит на Македонија и на родниот крај Овче поле како еден од регионите кои што има зачувана најстара традиција и култура во цела Република Македонија и пошироко во етничка, природна и географска Македонија. Причината за ова е наследството, семејното наследство од моите двајца дедовци, Ристо Гонев и Лазар Серафимов, кои што ги имам подпишани како автори на првиот зборник за Овче поле, но и огромната литература која што фонтан литература која што ја најдов на интернет и во многу библиотеки, и едноставно морам да ги споделам со пошироката јавност, затоа што Овче поле како регион заслужува многу поголемо внимание од тоа што го добило до сега. Така, дали може само да го добиеме видеото кој што петроглифи, значи во епизодата од кога потекнува? Конкретни податоци не, според она што го претпоставуваме дека градбата долу би можела да биде од периодот од 4-тиот век пред нашата ера, а под неја да има нешто многу постаро кое што би датирало уште од времето на далечниот неолит, што значи пред 7-8 милиони години. Вау. Кога ја снимавме емисијата пред 7 години, нашето прашање до тебе беше за значењето на овој геоглиф за Македонија и како истата да го заштити, со оглед на тоа дека делумно кај нас во Македонија не се води грижа за вакви работи, поточно за заштита и конзервација. Како е ситуацијата во моментов сега во Овче поле со геоглифот? По професија сум економист, дипломирав на Економички универзитет Варна, менеджмент, магистрирав на Меѓународен славенски универзитет Свети Николе минатата година маркетинг менеджмент на тема управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина, со што сум првиот човек кој што објавил научен труд за менеджмент и маркетинг на оно што го имаме како туристички потенцијал. Нивото на науката во Македонија и на грижата за културното наследство, па и на нивото на начин на употреба на природните ресурси, не се соодветни со векот во кој што живееме, но во мојот магистарски труд и конкретно во книгата за овчеполските работи, имам предложено модели на управување со кои што може она што е до сега пронајдено, што е отворено како археолошки локалитети, она што го имаме како културно наследство и мистични места, значи не е само геоглифот и Бела Зора, го имаме Говедар камен, Дигнат камен, големиот зид, редени камења, Дјаволски зид, многу археолошки локалитети, култни места, култни води, дрвја каде што народот се собира уште со векови, камени крстови, стари цркви. За почеток треба сето тоа да се попише, еве затоа и го правам цело тоа, за да се постави некаква основа за идните научни истражувања и луѓе кои што се стручени за тоа да направат проценка заедно со економисти нормално и менаџери да направат проценка колку би чинало да почне да се заштитува целото тоа, па од тука натаму да сме живи и здрави, да чекаме ден кога ќе можете да дојдете во Овче поле и да посетите локалитети како што потврдија дека имаме уште од далечниот палеолит, па неолит, па антика, па се до среден век. Може би до некаде и добро што не е толку комерцијализиран овој локалитет. Ја гледаме во моментот талкачи,
2011-та чинам дека ја снимавме далечната веќе. 2011-та видовме дека отидовме до ова место со трактор, што значи дека не е многу блиску и од градот, не е многу пристапно, значи немаме... Во близина на селото Црнилиште, доколку било кој отиде во Црнилиште, мештаните со драга волја ќе ви покажат како е место, може да се испешачи до него. Од Свети Николе преку вакав канда се стига на тумбата. Пешачењето исто од таму 40 на 50 минути помалку од 1 час. Местото не е до сега... Оно што треба да се направи е да се дозволи на научниот тим да ги заврши научните истражувања со потврдување на досегашните мерења преку конечно мерење со георадар, како што имаме. И подитно да се заштити локалитетот во Кнежје, градиштето кај селото Кнежје, кое што е на неполни 4 километри од Свети Николе, за каде што археолозите претпоставуваат дека бил древниот пајонски град или пеонски град Била Зора, односно понашки Бела Зора. Така. Знам дека имаме што само 2 минути, меѓутоа морам да ве прашам нешто и околу се разбира другиве работи кои што ги имате направено за Овчеполе. Ова не беше емисија и разговор само за геоглифот, меѓутоа тука сакам да ја споменам и соработката што ја кажавте и со господинот Стефче од Кратово. Зборникот дали веќе е излезен и го имаме? Да, еве го. Што значи тоа се разбира и за овој регион? Зборник за Кратово, книга прва. Ние сме си комши Овчеполе и Кратово. Да, може да ја видат, Зборник за Кратово, книга прва. Увод во серија од книги за Кратово. Ќе биде објавена и посебна книга на Стефче Доневски, кој е неколку деценијски собирач на преданија, легенди, народни умотворби за Кратово. Има многу стара етно куќа таму. Да, етно куќа Шанчева, Шанчева куќа, токму така. 300 и кусур години стара куќа. Во Зборник за Кратово, книга прва, читателите можат да читаат за прв пат, да ги прочитаат објавени собраните од Стефче пророштва на старците од Кратовско и конкретно на Дедо Зафир, кој што јавноста сака да го нарекува македонскиот Нострадамус. Така. Но и многу фототипни текстови од стари книги, објавени во последните 150 години, кои што имаат големо значење за Кратово и Кратовскиот регион. Древното рударство, знаењето на древните предци ме предизвика да почнам да ги истражувам и соседните региони, па така ќе следуваат зборници за Велес, Куманово, Штип и т.н. Одлично. Јас се надевам дека македонската јавност ќе биде заинтересирана од се ова што го правите и што го работите. Да, уште една ни остана која што не ја промовиравме, сосема за на крај, вашиот град се разбира го заборавивме, Свети Николе. Главната населба во Овчеполската котлина. Во 1962 година Јован Трифуновски објавил научен труд Свети Николе, главна населба во Овчеполската котлина, чиј што наслов ми послужи за инспирација на оваа книга. Сликата на корицата од книгата е слика од старата црква Свети Никола, од научниот труд на Мане Чучков од 1936 година, насловен како Варошица Свети Никола на Овчен полју. Оваа книга представува единствена книга во современа и независна Република Македонија од 91 натаму, во која што детално е опишан има историски преглед на историјатот на Свети Николе и објаснува зашто Свети Николе останало како единствен град со име на светец, односно денешто Свети Николе се наоѓа врз старата населба Свети Никола, што го прави единствен град со име на светец во Република Македонија и поширок. Никола, јас овде ќе морам да го заокружам разговорот, да не очекуваат вести. Еве, јас го носам овој беч за Овчеполе. Јас се надевам дека во идни на целиот овој регион ќе доживее една туристичка преродба, една туристичка ренесанса, благодарение на вас и на уште неколку луѓе кои што се трудат од петни жили да го промовираат и туризмот и се она што ни се наоѓа во нашава златна и чудесна Македонија. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ќе се видиме во некоја наредна прилика и се разбира среќна 2019. Да сме живи и здрави. Среќна